Револтирани и гневни поради неисплатени плати и сини картони за лекување, вработените од ОХИС своето незадоволство го изразија со протест пред владата. Маршрутата започна од зградата пред Сојузот на синдикати на Македонија, каде што им беше соопштено од синдикатот дека нивните барања до премиерот завршиле со неуспех. Одговорот на Ставревски беше дека во моментов во буџетот нема пари. Единствена шанса е ребалансот на буџетот кој треба да заврши до почетокот на следниот месец. Значи, заради тоа ние му кажавме дека за нас тоа е неприфатливо и денес ќе го одржиме планираниот протест. Нивните обиди за диалог со владата завршија безуспешно. Никој не ги повика на разговор, а толку многу имаа потреба некој да ги слушна и да ја запре нивната голгота, кој им се случува неколку месеци наназад. Тие си ги сакаат своите 13 неисплатени плати, но и да им се обезбедат сини картони. Оти многу од нив завршиле низ болничките ходници. Немаме плави картони за лечење, луѓето ќе почнат да паѓаат по улиците. Не можат на лекар да се отидат. Колку смртни случаи имаме уна за 3 месеци, дали се Значи 900 обработени буквално се препуштени. Затоа што немаме картони. Прети ден ни почина колега. На ниедна клиника не примат, никаде. Имаме 20 операции закажани. Може да се провери во клинички горе. Сини ги откажуваат. Управителот на ОХИС Пеца Јовевски рече дека реално не се исплатени 4 плати, додека 8 се замрзнати од периодот од 2005 до 2007 година и дека платите не можат редовно да се исплаќаат поради разни судски решенија. Ние во моментов не сме во можност да ги исплаќаме тековните плати јануари, февруари и така натаму, заради тоа што исплаќаме на вработените плати за останати, оние 8 замрзнати плати од 2000 што датираат од 2006, 2007, 2008 година. Во моментов тече тендерска постапка за продажба на фирмата. Тоа е 6-та безуспешна продажба на ОХИС. Досега се заинтересирани 4 компании. Министерот за економија Валјон Сарачини им ветил на работниците дека доколку дојде до продажба на фабриката, тие ќе останат на работа.